Време е да започнеме новата црвена линија. Колку повеќе Европската Унија инсистира на уставните измени, македонските граѓани даваат поголем отпор. Уставни измени како услов за отпочнување на преговорите со Европската Унија поддржуваат само 20% од испитаниците во анкетата, што од октомври до декември 2024 година ја спровеле Институтот за демократија Societas Civilis во соработка со Фондацијата Конрад Аденауер за анализа на перцепцијата на јавноста во однос на европската интеграција, а расположението на македонските граѓани за членство во Европската Унија останува исто како лани, но е за 20% помало отколку пред 10 години. На патот кон Европската Унија не поминаа Црна Гора, која очекува да ги заврши преговорите во 2026 година, и Албанија, која ќе финишира со преговорите во 2027 година. А и двете сметаат да бидат членки на Унијата до крајот на оваа деценија. Дали Европската Унија и владата на Мицковски ги превземаат вистинските чекори? Дали се движиме по вистинскиот пат кон Европската Унија? Ова се централните прашања на ова денешно издание на Црвена линија. Ве подсетувам да не заследите на Инстаграм, конечно и профилот Црвена линија е во функција, но и профилот задолжително на Телма телевизија на Инстаграм, каде ги објавуваме анкетите на кои што очекуваме, се разбира, да ви имаме во голем број и да ги дадете вашите одговори. Денешното прашање на Инстаграм стори на Телма телевизија профилот анкетата е: дали патот кон Европската Унија е во стилот под А 1 чекор напред, 2 назад, или под Б 3 напред, 3 во место, 3 назад? Кој е вашиот одговор? Кликнете на него, ќе собираме во проценти и секако редовно тоа го правиме, ќе ги соопштиме резултатите кон крајот на ова денешно издание на Црвена линија. А особено ќе ни биде драго денес повторно токму гледачите како граѓани да го креираат и ова денешно издание на Црвена линија. Доволно е да се заврти нашиот добро познат број 02 307 005 на помена, од кога ќе ве вклучат во режија целосно да се намали и тонот на ТВ приемникот, се со цел подобро да се слушнеме и секако да ги слушнеме вашите одговори на денешните прашања на Црвена линија. А ако сте подготвени вие, секако подготвени сме и ние. Па да видиме, еве, дали може би ќе имаме најнапред гледач или може би гледачка, а она што очекуваме е секако одговори на денешните прашања. Дали се движиме по вистински пат кон Европската Унија и дали Европската Унија и владата на Мицковски ги преземаат вистинските чекори според вас? Добар ден! Добар ден! Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте. Поздрав и до вас. Вака, дали се движиме кон Европска Унија со правилни чекори? Па со правилни чекори, но меѓутоа би рекол да се почека за уставни измени. Доволно направивме како држава, доволно отстапувавме до сега е на потек. Така да, мислам дека во правилни, но не дека мали чекорчиња, но безбедни треба. И доволно сега нарете Европска Унија, значи да ни испорача нас. Не да ни испорача, него да си го добиеме тоа што ни треба, нели? Отварање на преговорите. И така сум на линија, сакам да ве замолам како телевизија, покрај вака политички теми, да ставите малци обштествени теми и да ве прашам кога би било на тема кај вас за ова, колку од граѓаните се за отварање повторно на Ало доктор услугата. Тоа само ме интересира, дали планирате да ја ставите таа тема? Така, ќе бидете секако информирани со тоа што Црвена линија постојано ги разгледува актуелностите и знаете дека ги обработуваме и обштествените теми, не само политичките. Да. Па благодарам за одговорите, за тоа што вие ја отворивте оваа Црвена линија. Топло порачуваме да останете со нас, бидејќи ќе вклучуваме и останати граѓани како гледачи, кои што секако ќе имаат, верувам, одговори на денешните прашања. Благодарам за учеството, повторувам, останете со нас. Добар ден! Добар ден! Поздрав и до вас, во Црвена линија сте. Моето мислење е исто како
како претходниот соговорник, доволно ние остапувавме. Сега е на потек Европска унија. Вака, јас како македонец сакам име, презиме и националност и сите обичаи мои да се движат понатаму. Значи, со еден збор, ништо повеќе остапување нема. Зошто го викам ова? Па, ево зошто, ќе ви кажам, билатералните работи не треба да се мешат во никоја суверена држава. Конкретно, не може да се меша никој во внатрешните работи на една земја, на обичаите, на верата, на све. Слично имаја проблем Хрватска и Словенија околу јадранските води, таму некои си граници. Тие си го решија то на културен начин, а и двете земји се во еру. Видите, пази, културно. А што има нас да не се меша на Бугарија? Кој сум јас, што сум јас сум македонец, македонски јазик си зборувам, татко и мајка. Благодарам за одговорите и секако за учеството. Напомена и за ова задолжително. Внимавајте, тајмерот е 90 секунди за едно јавување. Така е предвидено, затоа го објавуваме на екранот, за да можете да го координирате времето во однос на вашето излагање. Но секако сите сте добре дојдени, доколку сакате повторно нови 90 секунди. Продолжуваме со гледачи. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Ајде, добар ден, Тина. Поздрав до вас, во црвена линија сте. Поштовање на вашата екипа, поштовање на сите слушатели и гледачи. Големо благодарам во името на Дали се движиме по вистинскиот пат кон него? Не. Значи, 3 пати ќе кажам не. Зашто? Па гледаме судството какво ни е, па гледаме здравството какво ни е, каква ни е економијата, какво ни е земјоделието. Само ние се залажуваме. А говорат на Мицковски, секој му чест. Сега е шансата, тоа што се бориме сите ние за Македонија да ти го вратиме името, пошто знаеме Европа кај чекори. Европа чекори во пропаст. Допрва сега, ако му оди контра на Америка, Америка не е Балтичките земји, Европа ќе ја растори. Сега е шансата на Македонија, на Мицковски, еден референдум, да се врати името, да се поништи Преспанскиот договор, да се поништи Ранковниот договор. Некој ќе рече не може, може. Хонг по 99 години се го врати градот од Велика Британија. Знаеме, колонија беше 100 години. Кинезите по 99 години. Значи не е ова доживетен договор. Значи името да си го вратиме. Да си средиме домашните работи дома, да се сотри сивата економија, да се прават сите тие во ред што треба од живеачката, да видите самите тие европејците ќе не бараат нас. Ама тоа нема да го доживам јас. Бидете поздравени, све најдобро. Да не останете во добро здравје, секако и благодарам што редовно не следите и секако благодарам за денешното активно учество. За сите останати кои што може би така ви е полесно или нема да успеете да се вклучите во живо, односно нема да успеете да не добиете, секако не заборавајте, одговори можете да дадете и преку коментари. Доволно е да заследите Црвена линија на Facebook, како и профилот на Телма телевизија на Facebook и преку коментари секако да земете активно учество и во оваа денешна дискусија. Ке читаме коментари меѓу вклучување гледачи, како што тоа и стандардно го правиме. Добар ден. Дали се слушам? Добар ден, поздрав до вас. Благодарам што ме вклучивте. Секако. Па еве. Дали се движиме по вистински пат кон Европската унија? Унијата не може да излезите. Ние имаме своја мајка, Македонија. Мајка ми е мене Македонија. Таа ме родила, ме израснила, ме доила и се. Таа ми е мајка, а не ми е Унијата. Едно сум и еднаш умрам во земјава македонска. Македонска измачена, вековито поробена, но никоја заборавена. Во земјата на Филипа, Александар Македонски, Гоце, Јане и дружина, хероите голораки,
но похрабри од тушките наличени во градите за слобода загинати. Од нивната крв са врела, изникна партизани. Партизани момци храбри со дигнато гордо глави донесоа слободата за мајчица Македонија. И вие, браќа во туѓина, отидете ни на печалба. Сакајте ја вашата земја, вашата мајка Македонија. Една е мајка, два е мајки не можеш да имаш. Поздрав од Роме од Вижево. Поздрав, благодарам за учеството. Сега ќе ве префрлам на социјалните медиуми, уште еднаш ќе ве посетам, пишувајте коментари, сега кој тоа се одговори, кои што ќе ги споделуваме со гледачите, а ќе ги читаме меѓу вклучувањата во живо. Ќе почнеме со коментарот кој што го имаме на профилот на Телма телевизија на Facebook, каде што објавена темата за која што зборуваме во живо денес со вас. И тука е прашањето дали Европската Унија и владата на Мицковски преземаат вистински чекори. Маја Павловик напишала: не сакаме Европска Унија. Крај на дискусија. Ако сте работеле за Европска комисија, ќе знаете и зошто. Пат кон исчезнување на Македонија без можност за повраток. Благодарам многу, господја Павловик, за учеството преку коментар. Верувам дека не следите и во живо. Добар ден. Здраво, Тина. Поздрав и до вас. Поздрав и до вас. Вака, околу Европскава Унија. Прво, многу ми се бенди са премиерот Мицковски, како им кажа у фаца се, така како што стојат работиве. И ме воодушеви со тоа негово излагање таму. Европската Унија, нажалост, моментално е ни на небо, ни на земја, како на босанска серија Луд, збунjen, нормален. Појма немаат кај се дешаваат, уште никој не им кажал дека умре Deep State. Го прогласивме за мртов, нели, како не оджата. И уште се занесува дека се некој фактор со тој Deep State. Говорот на подпредседателот на Америка ме воодушеви и им каже у фаца на овие со искривени кичми, што се полтрони на Deep State, каде иде светот. И мислам дека ќе има подобри времиња за Европа, се надевам и за Македонија. И нешто кратко вон темата. Да го поздравам колегата ваш Ненад, кој што еден од ретките даде поддршка на Ало докторе, и ќе ве замолам вас како медиум и него обштествено одговорни да бидеме и да направиме се да ни се врати Ало докторе. Пошто, верујте ми, многу ни значи се на нас граѓаните. Благодарам многу, ни значи многу и тоа што бевте дел од Црвена линија со вашите одговори на денешните прашања. Да слушаме што ќе кажат останатите гледачи на прашањето дали нашиот пат кон Европската Унија е вистински пат, односно дали се движиме по вистинскиот пат. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав и до вас. Повелете. Не се движиме, одма да почнам, не се движиме по вистинскиот пат. Се движе, не се, додека не се случи војната во, што не сакам војни, Русија, Украина. Зошто го велам ова? Која Европска Унија е, барате поќе? Гледате како вешто Америка, кога ја истрпи, Европа се трга настрана. Многу јасно ние на сите, на кој нему е јасно, нека праша. И остава Европа сама. Дали го гледате подпредседателот на Америка, дури не се сретна со Солци, не ќе се да разговара со него. Одна контра на тоа Макрон свика состанок на поедини земји од Европска Унија, за да разговара за случајот за Украина. Ами ако сме заедница Европска Унија, оти сите не ги покани да кажат не, нажалост Мицковски, не дека го величам, треба да кажи фала, статус кво со Европска Унија. Таја ќе се распадни за 3 години. Посматрајте што се случува. Во светот ќе влијаат 3 држави: Кина, Русија, Америка. Се друго е лук и вода. Тоа повеќе за Европска Унија, жал ми е да разговарам. Нема ни потреба да се стремиме кон неја, таја ќе се распадни. За 3-4 години ќе се распадни. Нема кај доди. Што тежиме ние?
Благодарам за одговорите во црвена линија. Ајде малку да ве префрлам онаму каде што ни пристигаат коментари. Всушност тоа се и одговори на денешното прашање дали се движиме по вистинскиот пат кон ЕУ и дали Европската Унија и владата на Мицковски преземаат вистински чекори. Ке почнеме со коментарот на господинот Лазар Станоевски кој што напишал: Европската Унија и македонската влада преземаат чекори, но тие се бавни и неизвестни. Бугарија наметнува уцени, реформите доцната, корупцијата останува проблем. Вистински чекори би биле решителни реформи и јасна стратегија во преговорите. Поздрав до тебе, Тина, со задоволство ја гледам твојата емисија. Благодарам, задоволство не и нам што редовно не следите и секако преку коментари активно учествувате во секоја црвена линија. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав и до вас. Јас со задоволство ја гледам вашава емисија и ја да кажам некој збор. Драго ни е да слушнеме. Пред два тројца братов многу убаво кажа емотивно, свака му час, прав македонец. Дали се движиме по вистинскиот пат кон ЕУ? Се движиме, али не единството наше не подкопуе. Видите сега изгубија власта и видите како не напаѓаат, само нешто го мора да направи добро, одма не напаѓа ова од шарената револуција под председателка Асавија. Пазите, таа е учена со Усаид Парите и на Сорос. Таа не мисли лошо што Асавија, таа само гледа да не подкупа државата, да не па шарена револуција да дојде на власт. Тоа е опасно за Македонија. Пазите, таквите шарените ја упропастија и, мислам, понижија она чувството македонско што е усршта. Заевисти, тие се зомби, не ги бива. Да оставиме, да бидеме единствени више. Ја реков ќе речат, више, идеме заедно, еве Влем, знам и ВБРО, ја мислам сега ако не застанат здраво државава да водат како што треба, повише не ни треба држава. Тие се тројца да сега Меджити, Максим и Мицковски. Треба сложно сите и албанците ако не... Ке подсетам, внимавајте, тајмерот е 90 секунди, ве охрабрувам повторно да го завртите телефонот за нови 90 и нема да изоставам да ви се заблагодарам и вам за учеството во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас, ве слушаме. Па, видете вака, се движиме, ама назад. Не одиме напред, а и народот сака да одиме назад. Од коментарите што ги слушам, може така се погоди, меѓутоа, ете, Преспанскиот му хвали, му пречи, шарената му пречи, сето тоа било назадно. А еве денес и многу убав новитет. Разрешен е началникот на неврологија на клиника за неврологија, а го разрешува не неговиот колега, министерот за здравство, туку го разрешува Изет Меджити. Види сега каков штос. Значи, резил навиден, иначе пациент му бев на началникот, некогаш има проблеми, така да човекот е толку разбран, толку е добар, а и на телевизија беше кај вас кај ова во вашата емисија. Така да навистина се работи за голем стручњак, меѓутоа најголемиот стручњак мора да биде најобичен. Добро, благодарам многу за вклучувањето. Напомена ве молам да се држиме до темата. Денес црвена линија ве прашува дали Европската Унија и владата на Мицковски ги преземаат вистинските чекори? И дали патот кон Европската Унија, еве може и тоа да го одговорите, е еден чекор напред, два назад или три напред, три во место, три назад? Ова е воедно прашање кое што секој од вас може да го одговори ако го заследите профилот Прецена Телма телевизија на Инстаграм. Таму е објавено на Инстаграм стори, но и профилот на
Црвена линија на Инстаграм. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас. Ве слушаме. Тина, Да, повелете. не дека го обожавам толку Мицкоски, меѓутоа е погоде целта. Целта е погоди човеко, гледајќи што ќе се случи со Европска Унија. Ајде вака, каде е фон дер Лајен да биде председател на Европска Унија, поканета од Трамп на инаугурација? Никаде. Дали гледаме што се случува? Дали гледате дека подпредседателот Трамп на Трамп во Германија ниту сакаше да разговара со Шолц? Дали гледате после Макрон нешто да извади, на македонскиот народ му зборувам, да извади па ги покане најсилните држави, другите да не кнесе Европска Унија? Што бараме во таква Европска Унија? За да бидиме позадина? Не. Значи, џабе зборуваме. Таа ќе се распадни, не да влезиме, ќе се распадни. Дали гледате што прави сега Трамп? Са народот зборувам, што прави Трамп? 5% крева да плаќат сите држави што биле во НАТО. Па тоа е невозможно. 150 милиарди треба Германија да дава, кој Шолц кажа дека е неможно. И што бараме ние? Нити Бон Стил ќе се види поќе на Косово, нити во Романија ќе се изгради друг нов Бон Стил. Ние упорно само тоа. Европска Унија, Европска Унија. Па пропаѓа. Немаме потреба. Благодарам за одговорите во Црвена линија. Ајде да видиме што е напишано на Фейсбук. Продолжуваме со коментарот на Кети Ѓоргеска, која што напишала: Трамп ја стави Европа на втор колосек, а ние се уште како слепи Европска Унија па Европска Унија. Љупчо Димитриевик напишал: со сегашните чекори на Мицкоски, Македонија ќе се добугаризира, бидејќи младината ќе бара работа во Европската Унија. А тоа е само преку Бугарија, индиректно бугаризација која трае од некаде 2010 година, 2012 година. Што повеќе се чека, толку помалку ќе не има. Поздрав и благодарам и за Кети и за господинот Љупчо за коментарите. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Миро, супер телефона. Видите, не можеме ние никогаш да влеземе во Европска Унија. Прво не сакаат нашите политичари тоа, затоа што така им одговара. Од друга страна, на европејанците исто, ние ги научевме како се прават милиони. Вие да земете еден кредит од Европа, треба прво некој подпис да го плати. Ве сакам да кажам уште за грбот, не може да се вклучам. Значи, све ја удесивме, уште грбот не фали. Неколку пати сум рекол, секое незадоволство треба да го изразуваме више на улица. Ако не знаеме ние нешто да направиме, треба да препишеме. И тоа сум го кажал. Значи, имаме у комшилук исти работи. Што мечката игра комши кај не ќе заира. Тоа е факт. Има многу работи да се зборуват и да се кажат. Така да немаме ние политичари. Ние не можеме ништо да постигнеме по телевизија. Само ќе се слушнеме да не помине времето, како на некој во 20 телевизии се јавуват и така да не ги критикуваме гледачите. Драго ни е што се јавивте вие. Тоа, ја ќе ве поздравам на крај и тоа е. Така и ние ве поздравуваме и ќе ви се заблагодариме и секако да не се ги трошиме 90 секунди за да ги критикуваме гледачите кој каде се јавувал и дали се истите па истите. Драго ни е што се вклучивте. Продолжуваме. Добар ден. Ало, добар ден. Господине Љупчо, дали се движиме по вистински пат кон Европската Унија? Па ние сме на патот, ама заглавени у калдо гуша, да ти кажем право. Таква е состојбата. И сега кога ги глумиме дека сакаме да се одглавиме и да тргнеме, уствари, ако се одглавиме не ни одговара да одиме напред. И сега затоа ќе кажуваме и ќе изиграме вања дека утре ќе се растури Европската Унија. Добро, во ред ќе се растури. Тогаш дайте ми одговор, зошто минатата година се извадени нови 2000 бугарски пасоши и зошто сите тие со бугарски пасоши не одат
да патуваат за Кина, и Русија не го да за Германија и Шпанија или да не речем таму Холандија, таму да работат. Ако се распаѓа Европската унија, тоа е една работа. Втората работа, дали знаеме што значи да влезете на Батровци, да отидете до Михин и никој да не ве сопне? Дали знаеме колку е повластената цена за македонските производи на царина, а колку ќе биде доколку влеземе во Европската унија? Дали нешто околу тоа размислуваме? Колку губиме само на царини што сме вон Европска унија? Да, колку не оптеретуваат нашето стопанство, колку е оптеретено со прелевмани, затоа што е надвор од Европската унија. Па добиваме некои, да не кажам, ете така повластници, пошто сме кандидат членка земја. Дали знаеме да резонираме правилно и дали еднаш веќе ќе престанеме да веруваме на лагите на политичарите, затоа што нив не им одговара да влезат во Европската унија, ќе им се зголеми контролата. Јас што имам да изгубам од... Ке подсетам времето, 90 секунди едно јавување. Благодарам за одговорите. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Секако, на црвена линија. Благодарам. Па вака, прво, дали се движиме по вистинскиот пат кон ЕУ? Се движевме дека беше претходната власт и не доведе што се вика до братите на Европа. Меѓутоа сегашната власт значи работи све само да не влеземе во Европската унија, да не влеземе во тоа друштво. Затоа што се плашат, бидејќи ќе има преголеми контроли и ќе се знае кој динар, кој го дал, значи зошто го дал и каде е потрошен. Ако значи прават се што прават, значи прават само да не успееме, бараат разни можности само да значи да не отидеме таму. Меѓутоа треба да сватат дека кога се разговара, кога се бара решение, кога се седнува на маса, има една изрека, компромис. А во таква ситуација, кога се прави за компромис, едниот добива, другиот губи, на другата страна, па тој ќе добие и обратно. Значи, едниот или другиот на некој начин во сите тие преговори, разговори, значи некој ќе остапи од лево, некој од десно и ќе се дојде до решение. Меѓутоа оваа власт, јас гарантирам, значи 99% дека нема да успееме да влеземе во заедницата и ќе останеме не пред врата, ќе не изфрлат надвор како парта. Благодарам, поздрав. Благодарам и вам за одговорите. Ајде повторно на Facebook пишувате коментари, ќе ги читаме меѓу вклучување на гледачи. Продолжуваме со коментарот на Винг Чун, кој што напишал: не влегуваме во никаква Европска унија. Ако некогаш влеземе, тоа ќе биде во некоја си распадната југоисточна Европска унија. Секоја унија, сојуз, пакт, кога тогаш ќе пропаднат. Ние не сме способни ни за во Афричка унија. Ваква криминална држава Европската унија не прима. Бугарите и романците ги примија поради стратешки цели. НАТО и Европската унија да бидат близу руска граница. Треба да ги прекинеме преговорите со Европската унија. Ова не се преговори, туку наметнати присилни договори. Едната страна наметнува своји услови, а другата, тоест ние, мора да прифаќаме се што ќе ни наметнат. Благодарам, господине Чун, за коментарот. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Вака да се надоврзам на претходниот гледач што беше. Значи, Љупчо Толумба не е толку компетентен да се јавува во секоја емисија да каже. Ама ве молам, кажете ваше мислење, не е битен во вашите секунди тој. Не знам зошто 90 секунди се предвидени да ве слушнеме поединечно. Така да затоа и имаме ваква емисија каде што ќе може да вклучиме безброј гледачи како граѓани кои што секако ќе го дадат својот одговор, став и мислење. Иако оние 90 секунди се разбира ги користите за да ги навредувате гледачите, секако не се, можеби не се сложувате со нивните одговори. Верувајте, тогаш навистина ми е многу жал. А црвената линија е безкомпромисна во вклучувањето доколку нели се користат и навредливи зборови, говор на омраза, говор кој што алудира на насилство. Истото ќе ве замолам еве да го имате и во предвид кога се пишуваат коментари на Facebook, бидејќи навистина сакаме да ги прочитаме сите коментари, а оние кои што имаат нели погрдни зборови
и секако не го запазуваат правилото на црвена линија од етички аспект, нема да можеме да ги прочитаме. Така да баш ме жал, гледачот, верувам повторно ќе го заврти бројот, за да слушнеме тој што ќе каже и што мисли, дали се движиме по вистинскиот пат кон Европската Унија. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се јавувам од општина Маврово, Ростуша. Поздрав до вас. Поздрав и до вас и до вашата телевизија. Благодарам. Дали се движиме по вистински пат кон Европската Унија? Еден напред, два назад. Кратко. А зошто е така? Затоа што вчера, како што кажа еден гледач, не може да се случам за менување на грбот. Треба да се менува грбот, тој рече дека треба да се менуваат и политичарите. Ја го делам тоа мислење, треба да се менуваат политичарите, значи. Овие гарнитури, и ВМРО, и СДС, ништо не направија за овој народ. А народот уште ги гласа. Значи, со овие политичари, со ова гарнитура, не можеме да одеме кон Европска Унија. Европска Унија бара стандарди, бара ред други работи, а не џубришта по улици, никакво здравство, никакво школство, никакво правосудство. Значи, све сме во минус, просто речено. Значи, народот треба да излезе на улица и да каже и да се слуша зборот на народот, а не на политичарите. Гледаме каков е стандардот на граѓаните, а каков е стандардот на политичарите. Значи, тоа е завршена емисија. Сега ван темата само едно кратко прашање. Да се сопре криволовот во Националниот парк Маврово. Одлично, ќе го разгледаме и тоа да го поставиме како тема. Благодарам секако за одговорите за денешното прашање, дали се движиме по вистинскиот пат кон Европската Унија. Продолжуваме и со коментарот на господинот Славчо Гиздовски, кој што го напишал следното. Зар не сме ние во Европа? До кога се уцени? Дали Европската Унија е вистинската насока и дали во Европската Унија се вистинските вредности? Дали во Европската Унија сите членки се рамноправни? Зошто во Европската Унија има држави од прв, Германија, Холандија, Франција, втор, Австрија, Италија, Словенија и трет, Бугарија, Романија, Естонија, например. Благодарам и вам за коментарот, господине Гиздовски. Добар ден. Добар ден. Здраво. Значи, ја... Да, се слушаме, повелете. Па, ја не знам, кон оваа нација структура не треба да идеме никаков пат да паќаме. Заврши мандатот на Европска Унија, више тоа не е Европска Унија, тоа е нација организација. Значи, нација или нацизам? А како го да знаат луѓе, за како општество се работи више? Па кога Трамп им сврте грб, што па ние тука бараме, мајка? Тука ништо не сме оставили ние во Европска Унија. Они ни земале нас, али да сме дале доброволно не сме дале. Се е земено, па дури ни зема име, па идентитетот сека да ни го земат. Па утре ќе ни земат све и фамилија, све ќе ни земат од тука. Тоа ли е тој пат што треба да го изодиме? Сега се прекине со тие разговори, имаме сега други опции, веќе глобално светот се менува, значи веќе се појавуваат повеќе поларен систем, повеќе поларна е планетава со повеќе држави кои предводат у владењето со планетава, така да више Америка како хегемон више не може да биде главна. Дека и она иде сега да просече, да моли сојузи со други, а ние идеме кон некоја држава што ја викаме ЕУ која е пропадната више, не постои, готово. Благодарам и вам за учеството. Добар ден. Добар ден, Тина. Повелете, ве слушаме и вас. Знам дека не сакате, меѓутоа ќе кажам дека прв пат овај гледач или слушател ќе го поддржам. Точно е што го кажа сето. Која е Европска Унија? Кај сакаме да одиме ние? Тај се распаѓа. Се распаѓа. Каде е фон дер Лајен да биде во Америка на поканата на Трамп? Каде е најголемата
најголемиот носител Германија на Европска унија, што подпредседатело со Шолц се сакаше да направи муавет. Сега Макрон дисплива како некој јунак, па ги кани појаките земји. Која е Европска унија? Оти не ги кани сите да дискутираат за проблемот во Украина. Треба да разбериме, треба да се тргниме од тоа. Нема појќе што да чекаме од Европска унија. Таа ќе се распадни. Свето има нова глобална политика. Гледате Трамп кај се движи према Канада, према Гренланд, према што ти ја знам. Така да и сите бази што и се во Европска унија, НАТО нема појќе да постои. Ни Бон Стил во Косово, ни во Романија ќе биде. Дај да се свестиме кај одиме. БРИКС нас ни е сега веќе потребен. Таа ќе се распадни. Таа е ништо. Каде е фон дер Лајен, ќе кажам поново, на главните работи да кажи. Се скри. Благодарам многу за одговорите и сега кој веќе подсетам, црвена линија секако нема да забрани или да секако банирани или да прекинува јавување, каде што гледачите може би се согласуваат или не се согласуваат со останатите гледачи. Оно што не е допустливо, драги мои, да ги коментирате во смисла на тоа да користиме навредливи зборови за гледачите или да даваме оценки и осуда за тоа колку се јавуваат, каде се јавуваат и така натаму. А инаку добре дојдена е една конструктивна дискусија, односно да слушнеме различни ставови токму од сите гледачи кои што ќе се вклучат во црвена линија. Билјана Николовски на Facebook го напиша следното: сум за влез во Европската унија, но не под овие понизни и срамни преговори кои ги бара Европската унија од нас. Мицковски нека не подлегнува под никакви уцени и цврсто нека се држи до нашите ставови. Редно и нас да не послушаат. А ако треба, па и нека не влеземе во Европската унија. Мора да свата дека Бугарија не си игра само со нас македонците, туку и со цела Европа. Поздрав до Телма и сиот тим. Благодарам, поздрав и до вас, госпоѓа Билјана. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден и поздрав. Поздрав и до вас, повелете. Во врска со темата, јас сакам да го кажам следното. Значи, дали се движиме по вистинскиот пат кон ЕУ? Ние не сакаме да се движиме по тој пат кон ЕУ. Има една народна поговорка, кога некој дете не можело да го дофати грозјето горе во лозницата и рекла: ам што ќе ми е, кисело е грозјето, не сакам. Па така и овие нашиве Вучичевци, симпатизери на Шешеровата партија, радикалната Шешерова партија, предводена од просрпски структури во Македонија, а Вучич само со да го мрдне прстот, сите ќе скокаат за Европа дода. Дода им прам на тие кутри посрбени македонци, што ја критикуваат Европа, а знаат дека се излажани со лажната историја. Мицкоски сака да го шверцува во Европа лажниот македонски идентитет. И треба сите да знаат дека историското ВМРО беше пробулгарска организација. Нека слушат овие Вучичевци и Благодарам за одговорите, внимавајте на тајмерот. Продолжуваме со коментар на Василеон Александрој Македоно. Напишал: премиерот действува со вистински чекори и мислам дека треба да биде порадикален. Што бараме ние јагне во сојуз на волци? Европската унија нас не ни го почитува идентитетот, името, јазикот, историјата и така натаму. И ние како што ќе бидеме во сојуз со нив. Бугарија не почитува одлуки на Европскиот суд, но преку Бугарија и Грција Европската унија нас не уценува. Нам таков сојуз не ни треба. Нам не треба сојуз ако веќе мора со членки што не почитуваат она што сме ние. Македонија и македонски народ.
Одма треба едностранно да го поништиме Преспанскиот договор и по цена на излез од НАТО, да си го вратиме името Македонија и да бараме пријателство со држави и луѓе што не почитуваат тоа што сме. Откако влеговме во НАТО, ние економски станавме мизерија. Луѓето гладуваат, инфлацијата расте, затоа што ние го финансираме НАТО, место да го финансираме внатрешниот развој на Македонија. Благодарам, Василон, за коментарот. Добар ден. Добар ден, поздрав до Црвена линија. Поздрав и до вас, повелете, ве слушаме. Па, јас мислам дека сега не одиме во Европската Унија, мислам дека сме многу далеко од тоа, но мислам дека после локалните избори ќе се изврши промена на власта и оние проевропски сили ќе победат и тогаш ќе тргнеме кон патот на Европа. А што треба да се случи? Значи треба, како што тргнавме да го менуваме идентитетот, да го тој измениме. Значи Тито не создал, Гоце Делчев бил бугарин, значи треба да се доврши со приватизација, распродажба и така натаму, тоа се европски вредности. Сега, овие проевропските партии кога ќе победат на локалните избори, кога ќе не носат во Европската Унија, мислам дека ќе бидат посебно и граѓаните мотивирани, а и тие политичари проевропски. Зошто? Затоа што тие сега имаат големи инвестиции во Дубај. Таму имаме и облакодери, и големи градежни зафати од еден наш познат проевропски земјоделец и трговец од Муртино. И мислам дека таа политичка опција ќе победи на локалните избори и ќе можеме и да бираме. Дали сакаме кон Дубај, а можеме и кон Европската Унија. Значи, ова просуверенистичка политика што ја прави ВМРО, промакедонска политика што ја прави ВМРО, ќе падне на локалните избори. Затоа што мислам дека граѓаните ќе имаат одлични опции за избор. Или сме за Дубај, или за Европската Унија. Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Останете со нас. Винчо не ви што допишал. Ако ние расчистиме со криминалот и корупцијата, да го развиеме стопанството, земјоделството и туризмот и да го зголемиме личниот доход, нема ни да ни треба никаква унија. А Дени Митов напишал: доволно беа отстапки, долгогодишниот спор со Република Грција е решен. Тој беше еден единствен отворен спор, не на надворешен план, предпоставувам. Ова што се случува со Бугарија е вештачки наметнат преку ног спор. Треба сега само да се фокусираме на внатрешен план и да испорачуваме резултати. Пред се поради нас, не поради Европската Унија. Благодарам многу и на господинот Митов за коментарот. Добар ден. Добар ден и добра вечер, Македонија. Добро вечер, господине Тале. Дали се движиме по вистинскиот пат кон Европската Унија? Па мислам дека кога е на власт ВМРО и значи тогаш имаме и стратегија и достоинство и своји ставови, значи како македонци, како држава, како народ. Еве Мицкоски сега таму на Новој Собир одлично во очи им кажа дека двојни стандарди прават, дека Бугарија негира наш македонски народ и наша македонска држава, нас како македонци не негира, а во тоа Европска Унија ја поддржуваат исто и Грција. И сега кои се тие стандарди на таа Европска Унија, ако во 21 век фашистички ставови на Грција и на Бугарија, таа Европска Унија ги поддржува и нас не уценува. Но од друга страна се дека и тие вои не се криви кога знаат дека во Македонија има безкичмени, нели што кажа нели Заев, тие безкичмени виткаат кичма пред секој непријател на Македонија. Сега некои тука викат биле исти. Како може да се исти? Ако јас кажам дека сум македонец и Македонија, а Заев вели същи народ, исти народ со бугарите, и ако вика нели таму Пендаровски Гоце Делчев е бугарин, од кај сме исти, од кај сме исти? Едните се предавници, другите се македонци бранат македонско. Огромна разлика е. Сега, за да не биде подобро, зависи од секој жител во Македонија. Ако купуваме македонско, ако почитуваме наше македонско, ако не фрламе џубре било каде, ќе не биде подобро. А нас и Господ да ни е премиер,
90 секунди е време треќето. Благодарам и вам за учеството. Дени Митов допишал поздрав до вас, Тина, и до вашата цела екипа. Голем поздрав и до вас, господине Митов. Сакам уште да додадам сите кои се кандидати за бугарски пасош. Нека се откажат и нека се свртат кон вадење виза за одредена држава. Истите бенефиции ги имате кога работите со виза и на тој начин се отстрануваат уцените од Бугарија. Во цел свет се издаваат визи. Добро, продолжуваме со гледачи. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав, ве слушаме. Се чудам на луѓе што зборуваат македонско, македонски, македонци. Абе, луѓе нема ни македонско, ни македонци, ни македонки, нема. Северни граѓани сме. Толку не сваќат. Мицкоски, 1000 пати сум зборувал да се исправит, да им каже тамо дека Уставот да го отворат бугарите прво тие, па ние ќе отвориме овде. Пресудите ми вика сега пред некој ден, барем една пресуда да отворат. Не една, сите пресуди што Европа ги носит, да се применат по Бугарија. И референдум да се закажи, да се изјасни народот, името да се врати назад. Тогаш ќе не почитуваат. А не, свене това, свене она, и на крајот збогом предишикла. Но кај го има ова? Како може овој народ такво нешто да го трпи, бе? И сега уште мајтат не играат. Северни граѓани. Нема друго ништо. Во документи то пишува, сегде то пишува. Па кој ќе речи, си го запазивне македонско, што запазивне, бе? Ништо не запазивне. Се изгубивме со същи народ сме сега, тој што е продаде државава. Народот сега само референдум, народот да се врати то назад. Благодарам многу за одговорите во црвена линија. На прашањето на Facebook, кое што воедно и прашање до сите вас кои што ја гледате црвена линија, дали Европската унија и владата на Мицковски преземаат вистински чекори, Лазар Младенов напишал не. А Ајет Медија Мети напишал да не се занесуваме со оваа влада, треба да ја работиме домашната работа, а тоа се уставните промени. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Ало? Добар ден. Ало? Ве слушаме, во црвена линија сте. Добар ден. Повелете. Не знам. И една напомена, може би имаме гледачи, ќе ми е драго навистина ако некој за прв пат ќе посака да се вклучи во контактна емисија како црвена линија. Имајте во предвид, телефонски зборуваме јас и вие, од кога ќе ве вклучат во режија, целосно намалете го и тонот на ТВ приемникот, за да немате чувство дека некој друг зборува наместо вас, да не се создава ехо и секако добро да се слушнеме. Па да слушнеме останатите гледачи што ќе кажат. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сум во програма. Да, повелете. Благодарам. Вака, дали се движиме по вистинскиот пат кон Европа? Па, да ви кажам, во моментот, нашата влада и нивните поддржувачи прашање дали знаат по кој пат сакаат да се движат. Или се двоумат. Како да застанале на раскрсница, па се двоумат дали да се повратат назад или да одат кон некоја друга дестинација, например, да го применат трамповизмот. Да почнеме со реваншизам, а не со работа кон патот на Европа. Мене така ова ми личи. Затоа веќе никој не збори од власта за Европа, живи Мицковски ова помпезно што го кажа во вчера на состанокот за вчера во Минхен. Ништо тоа, они го знаат тоа во Европа, им е кажано. Они знаат каков е проблемот со Бугарија, со Грција, тие знаат како е Македонија делена, се знаат. Меѓутоа, законот е таков, францускиот договор е таков. Па дали бугарите го правеле, или Заев го правел, или Осман, или не знам кој, таму Европска унија е ментор, подпишана е.
Сега ние ако не сакаме, треба јавно да кажеме, не сакаме кон Европа. А ако сакаме да работиме на подобрување на условите. Меѓутоа изгледа не сакаме, затоа што Ковеши ќе дојде да биде обвинител, а не овој Коцевски што му прават како што сакаат. Ете затоа нашите власти не ја сакаат Европа. Румунката ќе дојде да биде јавен обвинител. Благодарам за одговорите. Наташа Игеска го напишала следното на Фейсбук. Здраво Тина, поздрав до тебе и до телевизија Телма, поздрав до тебе Наташа за влез во Европската Унија. Дали целиот македонски народ е спремен? Кои реформи и на што се направени? Со години пречекуваме странски државјани кои ги поддржуваат бугарските барања, а во очи го лажат македонскиот народ дека е спремен на патот за Европската Унија. Јавно, јасно и гласно народот треба да се изјасни на која страна и кои се неговите барања и очекувања. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Па, ајде народот да се изјасни. Не сакаат за договорот француски што го французуваат, тој не е валиден, тој треба да помини на влада, на собрание, на референдум. Тек тогаш да се затврсти тој договор. Утекнало на тие ќе ништиме државава, се собрале таму и сега ова Марта ни е пуштат од Словенија, Словенкава. Отворете ова, внесете она, немамо намо. Па дури министерот за надворешни работи на Словенија и тој. Отворете го уставот. Така тие македонско да не постои ништо. Дали и бе јасно овие нашиве тука. Да се уништи македонштината и фактички тие со овој договор со грците ја уништија македонштината. Да го народов треба да го раскини тој договор, какви дато, какви бакрачи. Ние дато ќе го победиме во секој момент. Ние сме јака држава. Светот ќе го стопиме. Нити ни интересира војни, нити НАТО, нити она. Ќе преживееме. Само ако сме сложни внатрешно сите луѓе како еден. А албанците работат против нас нон-стоп. Нон-стоп против нас се. Тие се поврзани на другата страна со Сан Стефанска Бугарија. То го прават. И тоа им е целта. И затоа Бујар Османи цело време тој договор француски за... Благодарам за учеството во Црвена линија. Ајде да погледнеме на Инстаграм, поточно на Инстаграм стори, каде што е објавена денешната анкета на Црвена линија на профилот на Телма телевизија на Инстаграм, на прашањето дали патот кон Европската Унија е во стилот под А. 1 чекор напред, 2 назад, вака сметаат 55% од учесниците во анкетата, а 3 напред, 3 во место, 3 назад, ваков одговор дадоа 45% од нашите следбеници на Инстаграм. Продолжуваме со реклами и повторна наша средба ќе биде во студио. Благодарам и за ова издание на Црвена линија. Секако јас и вие повторно се гледаме во нашиот термин утре, а сега е повеќе од јасно дека ќе гледате, ама ќе пеете и ќе уживате. Колечка, очила имаш? Молам? Очила имаш на тебе? Како на главата немам. Не, овде закачени очила. Па закачени како да го напуштам? Ама за сонце ли се? Не бе, нено за гледање се. Од матичен број се овие, не се од улезраци. Она е спакувана више за да оди, ја заборев, дека све свое со себе си носиш. Не, имаше еден филм Бегство од Шошенк, значи така изгледа моето излегување од студио. Да, тоа не може публиката